Сдруженијето Macedonian Bike Riders, Сдружение за велосипедизам, друмски и планински велосипедизам. Добро утро, Горан, драго ми е што повторно те имаме на Алфа. Так, добро утро. Поздрав до вашата екипа и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Ајде за сите оние хумани велосипедисти да кажеме поконкретно за каква тура станува збор. Значи станува тура околу Охридското езеро, се воза 92 километри, стартот е закажан во 9 часот од Билјанини извори. Спортската сала се движи према Струга, Ќафасан, Поградец, Свети Наум, Охрид. 22 мај, оваа недела, да кажеме за кога станува збор, сите кои што се слободни овој викенд нека се подготват за оваа тура. Што се е потребно да се знае, колку километри се возат и колку треба да биде подготвен еден велосипедист за оваа тура. Така, 22 мај, стартот спомнав 9 часот, спортска сала Билјани извори во Охрид. Кругот е цел 92 километри. Има две попатни станици, освежителни станици, каде што нашата логистика ќе биде таму со пакети за освежување за сите учесници. Пред све потребна е мала физичка спремност, нормално и кондиција. Сите оние што веќе возат и месец мај веќе излезени се со велосипеди, имаат потребна кондиција. За сите оние што сакаат да пробаат и прв пат ќе им биде, имаат нашата поддршка од нашите водичи, ќе нема препреки и тие сами да ја освојат. Ги повикуваме сите во голем број, пошто ќе биде и продолжен викенд, вторник е неработен ден, Кирил и Методија, што значи Охрид ќе биде преплавен од, се разбира, и од туристи, и од посетители и велосипедисти. Ги покануваме, значи, јавно сите да дојдат, ќе имаме кутија за донација на самиот старт, има и по Скопје кути, во Мерида, например, кој не е во можност, жиросметката постои, може да ја видат, да донират, што повеќе средства да се соберат, да помогнеме на Светлана, колку што можеме како луѓе, како хуманитарци, како велосипедисти. Да, јас ке замолам и од режија доколку е подготвена жиросметката да ја поставиме на екранот додека се зборува, бидејќи жиросметката, како што спомена Горан, е отворена и во овој момент секој кој што може нека и помогне на Светлана, а сега благодарение на Ема, ќе кажам дека е иницијатор таа на ова тура да се посвети токму на ова драга жена која што ја е потребна помош. Ема како настана идејата токму Светлана да биде причината за ова 8 велосипедска тура? Јас се покренав иницијативата за Светлана, затоа што таа е моја пријателка што во моментов има мака. Накратко, ситуацијата со неја што во 2009 година заедно со детето се изфрлени на улица, набрзо откако нејзиниот маж ке почине нанаден од срцев удар. Тоа е едната ситуација. Втората ситуација е дека дополнително во теков на пандемијава Светлана беше приморана година и пол да спие, буквално да живее во кројачкиот салон во Антиго, каде што работи. И затоа јас решив да покренам иницијатива и да го напишам писмото кое што е насекаде како врие на интернет, и тоа писмо стигна до Горан. Да, и он ми се јави дека сака да се приклучат и оваа тура, 8 тура околу Охридско езеро што ќе возат, да ја возат за помош и поддршка на Светлана. Би сакала, споменавте дел, јас и споменав дека дел од гледачите можеби веќе се запознаени со Светлана, можеби и Светлана на многумина од нас ни сошила некој фустан, ни скроила нешто, бидејќи ја има. Присутна е овде веќе 30 години во Скопје живе. Како ја запознавте вие? Дали е ваша шивачка можеби? Јас почнав да шијам ствари кај неа. Да, и мислам набрзо многу се поврзав со неа и сега ми е како дел од семејство буквално. И се што правиме ќе правиме за неа како до крај, поврзано со овие хуманитарни ствари. Така ја запознав. Светлана во јануари месец ја имавме приказната, значи за нејза на Алфа телевизија. Тогаш беше навистина во лоша состојба со оглед на последиците од пандемијата. Како е сега, месец мај, дали од тогаш има некаква промена во нејзината животна состојба? Откако излезе на телевизија во Срца на дланка, да, почна да има нека мала промена. Фала на сите луѓе што се приклучија да помогнат и што се уште се приклучуваат да помогнат и да ја поддржат. Знаете кои сте, нели, бидејќи јас не ги знам на сите имињата и презимињата. Сега, за жал, мораше да го затвори дуќанот. Да, и тоа е најновата ситуација, бидејќи не може да обстане финансиски во моментот.
и ќе мора да отиде во странство да работи неколку месеци и потоа ќе видиме како ќе одат работите. Ама сега таа ситуацијата моментално. Има колку сте запознаени со нејзината здравствена состојба, колку што знам да имаше проблеми и со здравјето, дали е добра? Па нормално, мислам, после сите овие ствари нели што се случуваат, како нели страда и здравјето, здравствената ситуација нејзина како е стабилна, да не е ситуацијата како за предумирање, како да кажам, ама нарушено е здравјето. Секоја чест има и за вас што сте иницијатор за оваа тура. Горан, би сакала малку повеќе да позборуваме и околу тоа. Се уште може секој да се пријави, постои ли најдоцна до кога, како може да се пријави на турата? Бела отворен ивентов, значи од рекреативен и хуманитарен, значи карактер нема пријавување. Покана пак, кажувам, може да дојде кој сака. За сите што не се кондиционно спремни, правиме и ревијална тура, кратка, ќе биде од Охрид до Струга, таму ќе заврши турата, после може да седат да уживаат во градот Струга, во Дрим, во самото Охридско езеро. Значи им даваме понуда на тие што не се спремни, работава е повеќе да се соберат што е можно средства за Светлана. Турата за возење се вози лесна, која знае веќе 8 година традиција ни станува, изобилува со прекрасни погледи, дружбата е убава, самото Охридско езеро, во Албанија се влага, многу искуство за сите велосипедисти. Ме радува и бројот што ова година имаме многу девојки и жени, значи работевме многу на тоа. Порано имавме по 2-3 учеснички на овие настани, на овие тури, зборам поточно за Охридско езеро. Еве са со наша работа, со наша помош, со наша поддршка, бројката расте и расте. Работиме уште како Macedonian Bike Riders, да ја надополнамема дека со оваа акција на 22 мај што ќе биде, не завршуваме, не застануваме тука како Macedonian Bike Riders, со други активности, продолжуваме понатака колку можеме да помогнеме за Светлана и понатака и за сите други луѓе што имаат потреба од некој вид на помош од овој карактер. Голема поддршка и голема поздрав за ова што го правите. 8 пат веќе неколку пати споменавме дека 8 пат организирате ваква тура. Охридското езеро, односно обиколката, не е мала работа. Тешко ли е да се организира еден ваков настан? Знаеме, јас и ема. Нема спиење, сега турбо сме овие денови, мораме и медиумски да го покриеме, мора да ги покриеме и со пријатели, и со поддржувачи, да обезбедиме, значи, стартните пакети, што се веќе обезбедени и се во подготовка за сите што ќе донираат, да добијат од нас, од ДЕМА, од нашите пријатели една голема, ајде да кажам, не толку, ама може и убава или мала, скромна, скромен поклон во име на Светлана. Секој што ќе донира од 300 или 500 денари на само место или електронски, му следува стартен пакет кој ќе содржи од бројче, стикери, мајчка, работи за освежување, сокови, бонжит и такви работи. Значи, не остануваат, да не бидат со поклони, да нема подароки за тие што ќе дојдат да учествуваат. На мотивација плюс, но сепак за хуманоста не би требало ништо да се додава и да се надополнува. Ќе искористам приликата што те имаме на Алфа, се наоѓаме на велосипедска патека, се надевам дека нема да помине некој велосипедист, бидејќи непрописно стоиме на овде. Значи ова не треба да го правиме, почитувани, никако да стоиме. Како и да е, не смееме да попречуваме на никого. Колку стануваме велоград, велодржава, Горан? Па стануваме, последниве 5 години. Најбитно е инфраструктурата. Значи, кога има инфраструктура, кога има велосипедски патеки и се добро обележани и добро и функционираат, значи има проток, има крвоток, стануваме. Еве, овој период пролет имаше неколку општини дава субвенции за велосипеди и за други превозни средства. Народот ги користи и све помасовно, еве, како што се стоплија времињата, априлот беше малце променлив временски, али еве го мај веќе како што доаѓа, се прават сега гужви многу на патеките велосипедски под семафорите, расте бројката, нас не радува што повеќе велосипедисти, ама еве како здружение, ние како други што постат во Скопје, во Македонија, свеста кај луѓето полека се менува, сака да ги користат велосипедите. Да не спомнам дека ситуацијата малце и со горивото, и со бензинот, и со паркингот, и со нервозите во овој град, со овој хаос сообраќаен,
Со велосипед, веруете, многу побрзо и многу полесно и без нервоза се стигнува во било која точка во Скопје. Буквално од Саре до автокоманда побрзо се стигнува со велосипед него. Дополнително се спортува. Плюс тоа спортувањето, рекреацијата, да. А имам и прекрасна патека и на Кеј, еве некој се потрудил направил овдека за деца да почнат да учат да возат со некои мали минимални препреки, да ги имаат почетоците, да знаат, пошто се работи од мали нозе, културата кај велосипедистите и другите учесници се почнува од мали нозе, прво од дома, па преку образовните системи, па после вакви издруженија, специализирани, ајде да кажеме, за велосипедизам, организатори на тури. Значи мора културата се учи од мали нозе. Учесници сме ние, пак мора да го кажам, овој мој збор, не сме ни цвеќе за мирисање. Има и од кај нашите велосипедисти несовесни, баравме, сакавме велосипедски патеки, ама има пак и некои ретки случаи, ама не ја користат велосипедската патека, пак се симнуваат на улица, загрозуваат други учесници во сообраќајот, што ризично е, ама мора да се работи, мора да се збори. Лоше кога нема дебати, не се збори на тие проблеми. Полицијата, мислам дека и натака се оди, ќе почнат како и да е казни за велосипедисти, значи има закони, правила секаде во Европа и во светот функционираат со дозволена брзина на движење по велосипедска патека, кој сме да вози, кој не сме да вози, кој треба да оди, кај му е на пешак од местото и кај му е на велосипедистот. Нормално, велосипед се симнува на улица, истото би можело колата кога се качи на улица. Значи ги замолувам сите велосипедисти, и мене ме критикуваат, се трудиме колку што е можно, кога има веќе велосипедска патека и не е блокирана, да се качиме и да ги користиме сите велосипедски патеки. Таму кај што немаме, можеме да искористиме, се синем, али да се трудиме што повеќе да ги користиме велосипедските патеки, со намера да се заштитиме сами себе си, а и сите други учесници. И уште еден совет, ве молам, носете заштитна кацига на глава. Трудете се, поготово кога излагате, да возите, да рекреирате, а поготово на планина или на некои тури. Да не бидеме сега и безобразни и строги на турата околу Охридско езеро, можно е и да вратиме учесници што нема да носат кацига. Сакате да биде секако што треба да биде прописно и безбедно, што е најважно. Ми се допадна ова што го акцентираше и што го нагласи, што ги искористивме овие минути како еден апел до сите велосипедисти и идни велосипедисти како треба да се однесуваат. Ема чинам и вие дојдовте со велосипед, ако не се лажам, и вие сте велосипедист? Па не би можела да се наречам велосипедист, ама возам велосипед, и секаде кога низ градов сум на велосипед. Да. Вашите пријатели, вашето обкружување, дали да се исто така велосипедисти? Па дел од пријателите, да, другите не. Што е вашето видување, дали Скопје станува велоград постепено? Па мислам, барем јас што приметувам, да се повеќе луѓе на велосипед, сега и тротинетиве секако во мода, ама да се повеќе луѓе како користат велосипедите за да работат или да се превезат до некаде. Да. Друштво, навистина ми беше пријатно со вашиот разговор со вас. Се надевам дека допираме до хуманите луѓе, што е најважно. Се надевам дека допираме до сите велосипедисти, ја подигнуваме свеста за тоа како треба да се однесуваме. Поддршка, секоја честитки за тоа што по 8 пат традиционално успевате и ја одржувате турата околу Охридското езеро. Посакувам многу успех и посакувам да се соберат потребните средства за Светлана. Така. Фала и на вас за поддршката, за соработката, што нема да престане, ќе продолжиме понатака. Секогаш ни излегувате во пресвет, да ја поздравам цела екипа и колегите што не поздравија велосипедистите од Алфа телевизија. Срциња се. Искра, извини за вчера за траумите. Бела ќе добие частење, кој ќе се видиме исто и вас. Поздрав. Така, Горан, благодарам многу, се е просторно за вакви прекрасни луѓе како тебе.